неоснованото постапување од страна на специјалното јавно обвинителство, телевизија Нова го смета како директен атак врз нашиот медиум. Како главен и одговорен уредник би прашала кому му смета успехот на телевизија Нова. Медиум кој за само година и неколку месеци на вистина покажа дека во Македонија е потребен еден ваков тип на информативен медиум. Медиум кој за само 14 месеци успеа да посети 50 дестинации на кои се одржуваа светски настани, самити на шефови на држави и влади. Бевме на лице место на сите настани по големи и дома. Имавме многу значајни моменти кои ги пренесувавме во живо и на нашите гледачи им ги пренесувавме први информациите. Очигледно, некому тоа му пречи. Така е. Сакам да прашам, зошто специјалното јавно обвинителство стави рака врз нашиот собственик кој секако очигледно им смета нашето работење, зошто не влезе во другите медиуми кои што се финансирани од странски пари? Кому му пречи работењето на телевизија Нова? Стана ли греф и луксус во ова денешно време да се биде патриот, да се бранат националните интереси? Очигледно, на телевизија Нова во живо може да се видат и сите оние протести кои се одржуваат, на кои големиот број граѓани го изразуваат нивното незадоволство. Очигледно, некому тоа му пречи. Така е. Најдобра телевизија. Сакам да им порачам на нашите гледачи да бидат спокојни и покрај директниот притисок кој го чувствуваме со ова одлука и со постапувањето на специјалното јавно обвинителство, нашиот медиум ќе продолжи брзо, навремено и точно да ги информира нашите гледачи, бидејќи ние постоиме за нив тука. Слобода за сеат! Слобода за сеат! Во очекување сме на одлуката која што треба да донесе апелација, а се надеваме дека таа ќе биде во корист на нашиот собственик, бидејќи доказите, како што кажа и неговиот адвокат, се на негова страна.